Струмичани им одадоа почит на 5 студенти кои пред 64 години беа свирепо убиени заради нивната идеологија за независна Македонија. На гробиштата во Струмица, но и пред спомен бистата во малиот градски парк, роднините на Мирко Пецев, Борис Белев, Стево Топчев, Ѓорги Јарамов и Ѓорги Костуранов положија цвеќе и потсетија на настанот од 1951 година, кога Струмица беше обвиена во црно. 5 студенти се бореле Македонија да биде самостојна и независна, а тогашните власти ги екзекутирале со образложение дека сакале илегално да ја преминат границата. Кога се зборува за студентската петорка, пожелно е да се каже во кое време тие делува и кои беа нивните желби, визии, идеи и изградена свест за македонска национална припадност и самобитност. По завршување на Втората светска војна, тие нивни идеи и политички ставови ги принуди како студенти да се вклучат во првите редови за изразување и на незадоволство од таквата филозофија и идеологија на комунизмот. Во тој период се вклучија и голем број на млади на возраст од 17 и 18 години, но и редица други македонски патриоти од вашиот град, но и од цела Македонија. На Ознар, Кос и Удбар, не само во Струмица, ами во цела Македонија почна соопштење во повеќе градови и села: Штип, Велес, Битоли, Евгелија, Куманово, Охрид, Прилеп, Радовиш, Неготино, Кавадаци, Кочани, Неров, Тетово, Гостиво, Кичево, Струга, а се со цел да се блокира македонскиот народ од реалната информација и состојба. Мирко Пецев, Борис Белев, Стево Топчев, Ѓорги Јарамов и Ѓорги Костуранов биле студенти на Универзитетот во Загреб. Требало да станат правници, лекари и економисти. Тие биле интелектуална елита на градот. Нивната идеја била слободна, независна Македонија. Вечерта тие се собрани од игранка во градскиот парк, однесени се на беласица и екзекутирани. За нив режисерот Горан Тренчовски ќе снима игран филм насловен како Златна петорка.